Почитувани граѓани, во овие тешки времења, кога основна цел треба да биде здравјето и борбата за здравјето на граѓаните, и кога треба да се бориме за зачувување на што повеќе животи од оние што ќе бидат инфицирани, државата и натаму треба да продолжи да функционира и во сите останати области. Добро организираните држави веќе превземаат мерки, со оглед на тоа дека сме на почеток на епидемијата, сосема е известно дека до јуни нема да има можност за отварање на училишните образовни објекти и дека учениците физички нема да можат да одат на училиште. Македонија доцни во полето на образованието за случаи од вонредно значење, како што сега е борбата на коронавирусот. Со оглед на тоа дека далечинското учење во Македонија не е законски регулирано, освен задолжителната одредба универзитетите да поседуваат веб страници, во услови на вонредна состојба, владата треба да донесе уредба со сила на закон и да го регулира подрачјето на образованието во Македонија. Бидејќи ова се тешки времења на заедништво, времења на емпатија, времења на единство, да би сакале да дадеме свој придонес и даваме свој придонес за доброто на сите. Предлагаме целосна онлайн хибридна настава, синхрона и асинхрона за спроведување на образованието во Македонија, која што треба наитно да се спроведе. Ги следиме различните препораки од разни извори, вклучувајќи и градоначалници. Луѓето прават што знаат и умеат, но државата има министерство и има министер за образование. Ти имаат функција, задолженија, обврски и одговорност. Поради тоа потребна е наитна акција. МОН да одбере платформа, бидејќи нема време да создаде собствена за целосно онлайн учење. Да даде насоки на сите директори на основните и средните училишта за користење на таа платформа. Преку Бирото за образование и наука да организира виртуелна обука на наставниците за користење на платформата и изгостување на наставните програми, синхрони предавања, видео свинки, PowerPoint презентации и друго. Да им понуди шамплони, односно темплети на наставниците за наставните предмети и да посочи алатки кои може да ги користат. Да мапира ученици на кои треба да им се помогне со обезбедување на опрема за поддршка на современи апликации и истата итно да ја набави. Да обезбеди обука за родителите кои имаат потреба од тоа. За учениците со посебни потреби да обезбеди посебна обука на родителите. Да подготви посебна стратегија со употреба на информатичка технологија за оценување на стекнатите знаења, особено за учениците кои го завршуваат основното, но и средното образование и имаат намера да продолжат со своето образование. Впрочем, оние кои завршуваат основно имаат законска обврска да го продолжат средното образование. Искрено се надевам дека онлайн учењето со своите предности, кога учениците имаат поголема флексибилност за учење, во однос на времето за учење, повторување, решавање на задачи и слично, ќе ги заинтригира и заинтересира учениците, а родителите во вакви невремиња всушност ќе добијат можност повеќе време и внимание да посветат на своите деца, да бидат заедно со нив, да им помогнат и да уживаат во успехот со онлайн учењето на своето дете. Што не поминало, и ова ќе помине, почитувани граѓани. Општеството полека ќе се враќа во својата нормална функција, но како што вели народната поговорка, секое зло за добро, ќе остане системот за онлайн учење во нашата земја. За крај, чувајте се сите, носете ракавици, носете маски, не излегувајте од дома, не гушкајте ги пријателите, почитувајте ги препораките и бидете живи и здрави. Ви благодарам.